Кажа Филипче и остана жив. Прво не боцнале за НАТО, ама сега не сме дале да не боцнат по втор пат за во Европската Унија. Како само на боцкање да мисли човеков. Значи со првото боцкање го дадовме името, а со второво треба да го дадеме идентитетот и јазикот. Браво! Ова повеќе ми личи како да и боцкаат отров на Македонија отколку на вакцина. Или може би станува збор за вакцина со која се станува отпорен на патриотизам, отпорен на одбрана на сопственото име, идентитет и јазик. Да не ви се верува. Не помина ни денот како власта го уапси Крмзов, главниот бизнис другар на семејството Заеви, со што се стега обрачот околу целата таа политичко-бизнис профитерска група на Заеви, Филипче одеднаш почна да гледа и авторитарни влади. Значи легитимна влада избрана со пола милион гласови, тоа пред само една година. Човекот со златна виза за Дубај ја става во кош како авторитарна. Наместо да објасни како ја доби визата за Дубај, како го добија аудито од Зобек, како Вице добил 9 милиони за јагленот, како Крмзов стопил на 90 милиони евра, тој ни држи лекции за авторитаризам. И тоа отишол во Атина, не на друго место, туку се вратил на местото на злосторот каде неговиот другар ја договараше капитулацијата наречена промена на името. И оттаму порачува дека во Македонија имало авторитарен десничарски режим. И не само што бил авторитарен, туку бил режим кој не сакал да не води напред во евроинтегративниот процес. А кој ќе не води? Тој со политиката на виткање кичма, што ја промовираше неговиот ментор и ја спроведуваше оној министер Османи, политика со која треба да не избришат и повторно да не впишат како некоја си нова нација која нема свој вековен идентитет и која користи некој си нов македонски јазив кој почива на бугарски корени. Не, не благодарам. Не ни треба такво боцкање.